Загрижувачки призор создаваа пламените јазици и чадот од страништата кај Грдовци денеска околу 14 часот, додека екипата на телевизија Кочани ги снимаше опожарените површини. Имено со неспоредливо помали размери од пожарите во Австралија, запалените страништа неодминливо потсетуваат на големата катастрофа која и оваа зима и се случува на Кочанската котлина. И покрај многобројните опомени и закани со санкции кон оние кои ги палат страништата, сепак денеска во непосредна близина на селото Грдовци горат големи површини со слама и со стрниште, при што се создава навистина и непријатна миризба, а и воздухот над овие населени места во околината е со чад. Летаат и саги, што се вели, и сето тоа создава една навистина непријатна атмосфера, а може само да се претпостави огнените јазици што се проголтуваат при своето горење, се уништува целокупниот жив и растителен свет на ова подрачје. Ветерот помага само огненот да се шири што пошироко, и ако префрли преку патот кој води од Кочани кон Грдовци, тогаш може да се запали уште поголема површина, што само по себе значи дека загадувањето ќе биде енормно и уште поголемо. Пред малку сретнавме овде и инспекцијска служба која ги евидентирала нивите кои се запалени, што потоа значи дека ќе бидат превземени соодветни мерки. Меѓутоа, каква корист од санкциите ако навистина целото Кочанско поле го зафатат овие пламени јазици и се создаде една димна завеса која сигурно за ден-два ќе предизвика енормно загадување на воздухот во Кочанската котлина. Може би во текот на денот се очекува интервенција и на противпожарната служба, меѓутоа засега немаме таква најава. Денешното горење на страништата како да дава до знаење дека не помагаат напорите и мерките на граѓанските здруженија и на локалните фактори за спречување на опожарувањето на земјоделското земјиште и заштитата на животната средина. Покрај сите други последици од опожарувањето на нивите и сламата во нив, густиот чад им создаваше проблеми и на возачите кои се обраќаат на патот Кочани Грдовци Зрновци, што сликовито го регистрираа и нашата камера. Инспекторката за животна средина ја сретнавме на пат од опожарените ниви кон Кочани, при што неофицијално изјави дека е извршен увид на нивите зафатени со пожарот и дека против нивните сопственици ќе бидат преземени соодветни мерки и поднесени пријави. Дека огнот ги пустосеше земјоделските површини над полето и над градот, се креваше густа чад, а саги од изгорената слама, трска и треви летаа на сите страни. Инеку, тоа што загрижува е фактот дека најголем дел од полињата се уште не се опожарени, а сламата стои во нивите. Па со оглед на временските услови може да се очекува палењата да продолжат со сите последици што ги носат со себе.